Во ова издание. Во САД продолжува трендот од над 50.000 заболени дневно. Јужните држави најпогодени. Трамп вели дека 99% од случаите се тотално безопасни. Научниците истражуваат дали вакцините за сипаници, заушки и рубела го зголемуваат имунитетот на ковид. Сузана Аврамовска-Чизмиќ, успешна македонка во САД, открива како една жена се искачува во деловниот конкурентен свет. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Анета Шијакова. Започнуваме со најновите вести. Локални официјални лица од јужните сојузни држави на САД предупреди од нагло зголемување на ширењето на пандемијата изминатите денови, во време кога председателот Трамп ја оцени состојбата како тотално безопасна. САД имаат по околу 50.000 нови случаи дневно изминатиот период. Глобалните берзи бележат раст на акциите. Јапонскиот индекс заврши со добивка од 1,8%, индексот во Хонг Конг со преку 4%, додека шангајскиот со добивка од 5%. И берзите во Европа исто така ја почнаа неделата со добивка. Музеот Лувр во Париз се отвори делумно откако 16 недели беше затворен поради пандемијата. Музеот соопшти дека била забележана загуба од повеќе од 45 милиони долари поради непродадени билети. Што значи да се работи во корпоративна Америка? Македонка на раководна позиција во гигантот Bosch ги пренесува искуствата за своите професионални предизвици. Јане Бојаджиевски разговараше со неа. Сузана Аврамовска-Чизмиќ работи во гигантот Bosch веќе 14 години, во САД е над 25. Во фабриката во Јужна Каролина со 1400 вработени е на одговорна позиција генерална менаџерка. Аврамовска-Чизмиќ вели дека особено во корпоративна Америка во деловниот конкурентен свет најбитни се постигнувањата. Неодамна реномираниот Automotive News објави профил за неа, представувајќи ја како успешна менторка и за младите лидерки во индустријата, претежно резервирана за машкиот свет. Која е твојата специализација, колку Bosch и твоите надредени ти овозможува да напредуваш и да стасваш до оваа функција, бидејќи понекогаш кус е патот од zero до hero, зарем не? Така изгледа, нели Јане? Јас завршив економски факултет во Скопје, во Свети Кирил и Методи, во 92-та година и се преселив во Америка, во Детройт и таму завршив магистар за финанси. Тоа би рекла дека сум ја економиста по професија. Сузе, дали сметаш дека жените добиваат шанса и предност да напредуваат во кариерата во професии каде претежно доминира машкиот свет? Па сега автомобилскава индустрија, каде што сум ја цело време работам во автомобилскава индустрија, повеќе е доминантна машка индустрија, викаат. Има баес за тоа. Јас како личност цело време 25 години работам веќе во автомобилската индустрија, јас не го почувствував тоа. Али има, кога ќе видиш колку бројни се машките представени во оваа индустрија преку жените, ние сме повеќе во помал број. Али јас мислам дека сега ќе се промени тоа, ќе има многу повеќе жени во автомобилската индустрија. Сега ние исто во Bosch соработуваме многу со универзитетите. Имаме доста, сакаме да представиме дека автомобилската индустрија не мора да значи дека не само машки можат да се запослуваат, ако си имаш технички, ако си инженер, затоа што можеш и као јас, економиста, да работиш во автомобилската индустрија. Во Bosch секупно во светот работат 400.000 луѓе. Аврамовска-Чизмиќ вели дека квалитетот секогаш го наоѓа патот. Треба да сте љубопитни, да немате предрасуди, да верувате во својот сон. Е пораката на оваа успешна македонка, која во моментов е на престижна функција во гигантот Bosch во фабриката во Јужна Каролина со меѓународно искуство и во Германија.
Ти благодарам за одвоеното време и секој добро. Фала многу. Пријатно на сите. Поздрав. Протестите поради смртта на афроамериканецот Џорџ Флојд беа проследени и со соборување или оштетување на споменици на Конфедерацијата. Маријама Дијало пренесува анализа зошто е тоа така. Нови демонстрации во Ричмонд, Вирџинија. Демонстрантите бараа отстранување на споменици кои им оддаваат почит на лица кои ја поддржувале Американската конфедерација и задржувањето на робството. Факт е дека поминаа речиси 200 години од крајот на робството и се уште се соочуваме со расизам. Се уште има полициска бруталност и нееднаков третман. И овие споменици на Конфедерацијата се символи на минатото, физички потсетник на митот за стариот југ. Меѓу 1880 и 1890 година, многу споменици на Конфедерацијата биле подигнати на југот на САД, вели професорката Сара Бетам. Almost every southern county has a Confederate monument. Речиси во секоја јужна област пред судовите има споменик на Конфедерацијата. Кога размислувате за историјата на линчувањето, тоа е место каде честопати жртвата е киднапирана или каде се одржувале божемни судења. Овие споменици се неизбришливо поврзани со тоа. Тешко е да ги гледате поинаку, освен како символи на надмоќта на белите луѓе. Во Вашингтон демонстрантите со радосни извици ја соборија статујата на генералот на Конфедерацијата Алберт Пайк, додека локалната полиција стоеше во близина. Во неделата во Рали, Северна Каролина, луѓето се веселеа додека властите ја завршија работата што ја започнаа демонстрантите во петокот и ја извадија статујата на Конфедерацијата од незиниот пиедестал. Во Декатур, Џорџија, активистите го поздравија симнувањето на камениот обелиск по судска наредба, за кој велат дека ја символизира белата надмоќ. Ова е победа на народот, на сите наши млади луѓе од средното училиште Декатур кои не правија тоа да се случи. На собир во Оклахома изминатиот викенд, американскиот претседател Доналд Трамп зборуваше на оваа тема. Се обидуваа да ја вандализираат нашата историја, да ги осквернават нашите споменици, нашите прекрасни споменици. Републиканскиот сенатор Рој Блант од Мисури го блокираше Сенатот да го усвои предлог законот, предложен од демократите во Сенатот, Кори Букер и Чарлс Шумер, за отстранување на статуите на Конфедерацијата од Американскиот Капитол. Присуството на овие статуи во салите е навреда за афроамериканците и идеалите на нашата нација. Но Блант, председаваш на Комисијата за правила, се спротистави со следниот аргумент. Мислам дека денешната акција ќе ги прекрши нашите договори со државите. Најмалку 12 личности од националната колекција на статуи во Американскиот Капитол се почест за приврзаници на Конфедерацијата од времето на Американската граѓанска војна во 1860-тите. Статистиките покажуваат дека во државите каде што неодамна имало епидемија на сипаници, смртноста од ковид е помала. Се истражува можната поврзаност. Лани кога се појавија сипаници во Самоа, здравствените работници вакцинирале луѓе одејќи од врата до врата. 90% од популацијата ја добила вакцината. Во времето на коронавирусот, овие острови во Тихиот океан главно беа поштедени. Мадагаскар, Хонг Конг и Јужна Кореја исто така неодамна имаа епидемија на сипаници, но по интензивна кампања за вакцинација покажаа ниска стапка на случаи заразени со COVID-19. Джеф Голд од Светската организација објаснува. Италија беше една од земјите со најмала стапка на вакцинација против овие болести, потоа следат Британија, Франција, САД и Германија. Податоците на Голд покажаа дека таму каде што вакцината им беше дадена на возрастни, тие се помалку подложни на коронавирусот, споредено со иста возрастна група во други држави. Доктор Антони Фаучи, водечки експерт во САД за заразни болести, вели дека вреди да се истражи ова. Има теорија дека ако вакцинираме некој со мокна вакцина против, да речеме, сипаници, тоа ќе пружи одредена заштита и за коронавирус. Ова е теорија која се уште не е докажана. Истражувачите се надеваат дека испитувањата ќе го докажат тоа. Вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Ви благодарам на вниманието. Гледајте не утре во истото време.